Оваа година по 52 пат ќе биде повторно фестивалот за народни инструменти и песни Пеци Атанасовски. Бројка со која што можеме да се пофалиме ние и уште 2 или 3 фестивали низ Македонија. Навистина е чест да се биде во тимот кој што го организира овој фестивал, кој што е со толку голема традиција и континуитет. Во двата фестивалски дена ќе има околу 220 до 250 учесници. Таа задача имаше селекционата комисија да ги одбере, голем број пријавени имаше. Значи, минатите 2 месеци селекционата комисија во состав професор доктор Родна Величковска, доцент доктор Стојан Чекостов, беа како на терен, така и преку видео, повици аудио се правеше таа програмски дел на фестивалот, имајќи во обзир како време трајањето на фестивалските вечери да не биде предолго, прекратко. Исто така имајќи во обзир и финансиски средства, технички проблеми и слично. Секоја година сакаме да има едукативен дел во фестивалот. Тоа веќе представува традиција. Оваа година имавме едукативна работилница 2 дена во спомен куќата на фестивалот Пеци Атанасовски во Долнени, каде учесници беа ученици од основното училиште Пецо Даскалот од Долнени. На едукативната работилница разработувавме многу теми, како почнувајќи од историјатот на фестивалот, етнографски карактеристики, традиционалното пеење, традиционалните инструменти. Учениците имаа можност да слушнат повеќе инструменти од Македонија. Вежбавме неколку традиционални песни, од кои планираме во сабота токму затворањето на фестивалот да биде со овие ученици да изведат отидот в село Долнени. Потоа, како што знаеме, првата вечер во петок на 22 е во Прилеп на Камената бина на плоштадот Александрија со почеток од 18 часот. Исто 18 часот во сабота на 23 мај на познатиот амфитеатар на Рудина во Долнени. Меѓутоа, в зависност од временските услови, можно имаме и замена, алтернатива на овие сцени, така што доколку не дозволи времето во петок, ќе се одржи во киносалата Мистон во склоп на Центарот за култура Марко Цепенков, додека во Долнени ќе биде во домот на поранешната општина. Да, во салата во домот на поранешната општина. Генерален покровител е Министерството за култура, покровители поддржуваат се општините Прилеп и Долнени и досега имавме сесарна поддршката и така останува. И понатаму. Донче Бачанова, секретар на фестивалот за организациониот дел и за сето тоа што е зад кулисите, што би рекле. Како што си знаеме секогаш, единствен покровител си е Министерството за култура и двете локални самоуправи, општина Прилеп и општина Долнени. Градоначалникот, секако сума, ако ви интересира, 60.000 денари. Како ќе ни помогне, рече пред 2-3 недели, ќе ви кажам, градоначалникот на општина Прилеп. Истото вчера контактот беше и со Долнени да помини на совет, а Долнени има обврска да ја дадат наградата Пеци Атанасовски, со озвучувањето да ни помогнат и одржување на куќата спомен домот Пеци Атанасовски во Долнени. Новото сакам да го кажам, со член на собранието од минатиот фестивал кога заврши имавме состанок, одбран ни е доктор Боше Милошевски, член на собранието.
А заслугата е, сите ја знаеме, пред 10 години, точно 10 години, кога се ставија темелите на амфитеатарот на Рудина во Долнени. Што значи 42 години го правевме фестивалот. Просто на земји што белевме. И покојни Златко, секретар Лашковски, тогаш градоначалник доктор Боше, му вели, че влезиш во историјата и стварно влезе да се направи амфитеатарот. Негова заслуга и сега, пошто си ви е запознат со фестивалот, вака да одиме со помлада генерација, статуто му кажав дека 23 година од мај, веќе ние постарите си одиме, останува помладите, останува стручните лица што си ги има, а да кажам дека уметничкиот совет од Скопје не ни е дојден уметнички директор од Величковска, што ги спомна како член на жири, нема семинар, нема симпозиум, ова е само работилница, Горан били 2 дена, Горан учествуваше, меѓутоа како надворешен член наставничката во основното училиште во Долнени, да не ги запозна и со историјата на младите. И до година, ако имаме повеќе пари, се прави семинари, да си биде како една база. Тоа ни го прифати како надворешен член, исто че си биде и наставничката по музичко воспитување со сија во Долнени. И во овие 2 дена ги спремила таа во теко на целата година. Спремна е и песната отидов село Долнени, така да ги нема придружните манифестации од причини што лани многу ни се скратени средствата. Како ви значи бројка, лани имавме 1.100.000, на крај ни скратија 200.000, останавме неплатени хонорари. Таква е состојбата, на кого се жалиме. А годинава имаме 700.000 денари. Истите се учесници, никош не кратим од учесниците. 250 до 300. Не може, без масовно овој фестивал не може да помини. Значи имаме малку пари, ај ќе викнеме 2 групи. Не може тоа да биде. И од сече се откажуваме и од хонорари, и од придружни манифестации, меѓутоа ова како база еден битие, бројката никогаш нема да се намали. Може да биде 250 до 300, 220, 230, ама никако 100. Ете тие се такви, друго што ви интересира, Горан кажа во однос на организацијата, утре и да и уметничкиот совет, ќе си бидат членови на жири. Најмлади кои ни се... Најмлади имаме дечината од Битола што е тапанџијата, што ги носи 30 деца, имаме од 5 години, а имаме и 85 годишен. Кажа Родна. Имаме учесници буквално од сите краеви на Македонија. Тоа се подразумeva. Тоа, значи, селекционата комисија има во обзир да бидат застапени инструменталисти, вокални интерпретатори, да се презентираат буквално од секој крај на Македонија, да го презентираат од својот крај. Исто така тука ни се и националностите од Македонија, значи имаме секоја година албанци, турци, власи. Исто така оваа година имаме и гости од странство, македонци, меѓутоа едниот е од Канада, кој што навистина ги негува традиционалните инструменти во Канада, и уште еден од Америка, од Соединетите Американски држави, кој што е по потекло од Берово и е навистина виртуоз на традиционалните инструменти, дури таму во Америка има свој, да кажам, едукативен центар кај што пренесуваат, ги учи помладите македонци на традиционалните инструменти.